Ширење на мали сипаници и епидемија од нив може да се случи и во Македонија, предупредуваат здравствените власти и епидемиолозите. На југоистокот за сега нема случаи на заразени. Во Струмичко денеска земјоделските инспектори вршеа скрининг на откупот на пролетна зелка. Откриле големи неправилности. Дојран, иако е мал туристички град, има капацитет да развие туризам на основа на своите историски остатоци и археолошки наоди. Добар ден, дневник на телеканал А1, добре дојдовте. Во Собранието на Република Македонија денеска започна 14-тото продолжение на конститутивната седница на која се расправа за избор на Комисијата за прашање на изборите и именувањата. На дневен ред е изборот на председател на парламентот. И денешното продолжение од расправата поминува со реплики од пратениците од ВМРО ДПМН, кои бараат СДСМ да се откаже од платформата од Тирана и да се организираат брзи избори. Пратениците од СДСМ пак сметаат дека со расправата не се почитува собранискиот деловник и да се прекине обструкцијата на парламентот. Илија Димовски од ВМРО ДПМН од собраниската говорница го предупреди Зијатин Села да престане својата неспособност како градоначалник на Струга да ја префрла на ВМРО ДПМН и немајки што друго да изигрува најголем албанец со тоа што со своите изјави ги навредува македонците. За време на изборната кампања ја отворија Пандорината кутија. Дадоа многу ветувања на албанците во Република Македонија. На сметка на нивните ветувања, сега изгледа еден нус производ од тоа е документ кој што е донесен во туѓа држава. Е сега што сакате да ни одговорат? Ако го прифаќаат овој документ, нема да може да направат коалиција и не може да направат влада. Пандорината кутија ја отворија елиминирањето на владењето на законот, ја отворија уништувањето на институциите на државата. Пандорината кутија ја отворија претераната толеранција кон деструктивните феномени кои што ни се појавија во Македонија во 26 години. Најголемата одговорност имате вие кога дозволувате пола час да се дебатира за се и се што, без при тоа да изреагирате во ниту еден момент, или промовирате ново правило во кое што секој во собранието може да дебатира кога сака, зашто сака. Ако е тоа така, ве молам, немате потреба да седите тука, оставете ги пратениците, секој сам нека станува, нека зема збор, нека дискутира. Не се работи за прогласување, за осудување на геноцид што го направил некој, туку за осудување на геноциди кои што се случиле во тој период, можеби и врз македонците. Зошто да не се дискутира за една таква работа? Вие си играте со чувствата на граѓаните кога тврдите дека не постојат македонци, а исто и колегите од СДСМ си играат со чувствата на македонците заради тоа што вашите три пратеници се клучни во ова собрание и ниту еднаш не ја осудија вашата изјава со која што тврдевте дека македонци не постоеле до пред 100 години. Председателот Ѓорѓе Иванов денеска изјави дека мандатот за формирање влада нема да биде врачен се додека правните и политичките пречки не бидат отстранети. Одговарајќи на новинарско прашање дали чувствува одговорност во врска со последиците од кризата, Иванов рече дека тој го почитува уставот и праксата од 1992 година и дека не чувствува одговорност за кризата. Да, тоа е мојата изјава, дека има правна пречка и политичка пречка за доделување на мандатот за состав на влада и додека тие пречки не бидат отстранети, ја не можам да донесам одлука која ќе биде оспорена и од било кого. Ако биде оспорена таква моја одлука, тогаш се отвара прашање за моја одговорност. Затоа барам и инсистирам правната и политичката пречка да бидат отстранети. Ja naravno nisam do detalja upoznat sa tom platformom, ali znam... Јас не сум добро запознат со сите детали од оваа платформа, но многу добро знам дека како човек кој што доаѓа од Босна и Херцеговина, дека сето она што доаѓа од надвор, како што имавме во Босна, што доаѓаше од Белград или од Загреб, не може да биде добро за таа земја. Vrlo jasan stav, da.
Неопходно е единство и формирање на институциите во вашата земја, порача шефот на делегацијата на Европската Унија Самуел Жбогар при денешната посета на општина Неготино во рамки на кампањата Европската Унија за тебе, која има за цел да ја подигне свеста и да ја информира јавноста за помошта што ја дава Европската Унија на Македонија. Кажав, мислам дека секогаш постои вистинско време за многу прашања. Имаше време кое што беше одделено за самите избори. После имаше време кое што беше одделено за дискусии, за дебати после изборите. И после тоа дојде време кога требаше да се одржи една дебата после изборите. Мислам дека сега е време да се постави самата потреба за формирање на самите институции. Мислам дека е дојдено време кога сите во вашата држава треба да научат една лекција. Мислам дека е дојдено време да се оформира единство во вашата земја. Околу да бидат сите обединети кон една иста цел. Така да мојот став, мојата проценка е дека дојдено е време вашата земја да се придвижи напред, да се формираат државните институции, да се избере спикерот на собранието и самата влада да се формира. И мислам дека е дојдено време и владата и опозицијата како и сите луѓе во вашата земја да почнат повеќе да си се слушаат помеѓу себе за да бидат единствени. Мислам дека сето тоа е многу важно за иднината на вашата земја, за иднината на процесот на Европската Унија, процес за кој што сите сме заинтересирани да продолжи. Сега починатиот анестезиолог Зоран Јовановски и неговиот колега Томчо Ванчев поминаа околу 2 часа во кафе барот каде работев, пред да заминат на интервенција. Вака пред судот за случајот на родилката од Дојран Маја Кадиева сведочеше келнерот, според кој анестезиолозите испиле околу 3 чаши алкохолен пијалок пред да се вратат на работа. Двајцата анестезиолози од Гевгелија пред породувањето на родилката од Дојран Маја Кадиева биле во кафе бар во градот каде што пиеле алкохол. Со вакво сведочење излезе на последното вчерашно рочиште гевгеличанецот Александар Манчевски, кој како келнер во кафе барот ги служел двајцата лекари. Манчевски пред судот рече дека лекарите биле делумно пијани кога дошле во кафе барот. Тоа попладне двајцата анестезиолози дојдоа во кафулето во полупијана состојба и за околу 2 часа, колку што останаа, нарачаа по 3 до 4 конјаци и јас ги послужив. Доктор Јовановски, кој сега е починат, го познавав од порано, а доктор Ванчев првпат го видов. Откако ги испија пијалоците околу 20 часот и 30 минути, станаа и си заминаа, изјави Манчевски. Сопругот на починатата родилка имаше коментар за сведочењето на келнерот. Си ја кажаа вистината, нека им е чест на тие што лажеа, имаше такви и денес, изјави Димитрија Кадиев, сопруг на починатата родилка. Тој истакна дека директорот на болницата рекол дека ќе си даде оставка ако се докаже дека анестезиолозите биле пијани. На рочиштето сведочија и неколку членови на техничкиот медицински персонал кои учествувале на породувањето на Кадиева. Љубенка Јованова, вработена на неонтолошкото оделение во Гевгелиската болница и сопруга на директорот на болницата, одговарајќи на прашање на адвокатите на обвинетите во врска со реанимацијата на бебето, таа откри дека не отворила реанимациона листа, иако, како што рече, веројатно имало законска обврска за тоа. Се што се даваше на бебето јас запишував на лист. Не се сеќавам дали беше формулар или обичен лист, но тој е доставен во историјата, тврдеше Јованова. Адвокатот на обвинетиот гинеколог доктор Венци Чалков е убеден дека на судот ќе му ја докаже невиноста на неговиот клиент. Не ми е јасно како сведок може да не се сеќава на каков формулар се водени некои податоци за новородено бебе. Лекарите не го водат тоа го води персоналот, изјави Бореч Стојанов, адвокат на обвинетиот доктор Венци Чалков. За смртта на 32 годишната Маја Кадиева и незиното новороденче кои починаа пред 17 месеци, обвинети се анестезиологот Томчо Ванчев и гинеколозите Венци Чалков и Дончо Москов. Четвртиот лекар кој добио обвинение, анестезиологот Зоран Јовановски, почина пред да почне судењето.
Ширење на мали сипаници и епидемија од нив може да се случи и во Македонија, предупредуваат здравствените власти. Кај нас засега нема случаи на заразени, но болеста се шири во наша близина, а многу лесно се пренесува. Во соседна Бугарија деновиве од овие сипаници почина 9-месечно бебе, а во последниот период бројот на жртви во Романија стаса до 21 лице. Поради намалениот степен на имунизација, нередовното вакцинирање и општиот страв кој владее кај родителите против вакцините, постои голема закана од ширење на мали сипаници, морбили и епидемија од овие болести може да се случи и во Македонија, предупредуваат здравствените работници. Епидемијата на мали сипаници во Романија и во Бугарија постои реална опасност да се појават случаи на морбили и во Македонија, иако во последните 2 години во земјава не се регистрирани болни од ситни сипаници. Епидемиолозите предупредуваат дека сега постои закана од нив. Во соседна Бугарија пред неколку денови почина 9-месечно бебе, а во Романија бројот на жртви достигна 21. Со стартот на летните одмори, кога најголем дел од луѓето ќе патуваат, шансите за појава на морбили во Македонија ќе биде уште поголема. Во регионот кој го покрива Центарот за јавно здравје Струмица потврдуваат дека нема регистрирани случаи на морбили, односно мали сипаници. Но според нив, доколку продолжи актуелното невакцинирање на децата, болестите кои мислевме дека се искоренети, ќе ни се вратаат на голема врата. Исто така и во Институтот за јавно здравје на Република Македонија, за сега нема случаи на заразени, но болеста се шири во наша близина, а многу лесно се пренесува. Во Македонија е опаднат бројот на деца кои ја добиваат вакцината против морбили, рубеола и паротит МРП. Светската здравствена организација предупреди да се зголеми опфатот за вакцинирање, за да се создаде колективен имунитет. Во Македонија, објаснуваат од Министерството за здравство, повеќе нема колективен имунитет. Според Светската здравствена организација пак, за да се спречи епидемија, неопходно е да бидат вакцинирани над 95% од децата. Исто така, од Светската здравствена организација информираат дека расте бројот на пациенти со морбили и во Франција, Германија, Полска и Швајцарија, а најалармантно е во Украина каде има недостиг на вакцини. Инаку во светот, како последица на компликации од морбили, за 1 час умират по 15 деца или над 360 дневно. Малите сипаници се високо заразни и се пренесуваат од човек на човек. Во Струмичко денеска земјоделските инспектори вршеа скрининг на откупот на пролетна зелка. Откриле големи неправилности. Првиот човек на инспекторатот Цветан Трипуновски вели дека ќе побараат и одземање лиценци. Инспекторите на Државниот инспекторат за земјоделство откриле сериозни отстапувања во работата на откупувачите во Струмичко, кои во овој период купуваат пролетна зелка. Според директорот Цветан Трипуновски, кој денес беше во регионот, инспекторите и денеска правеле скрининг на откупот на оваа култура, пошто констатирале неправилности во работата. Директно на терен во Струмичкиот регион, заедно со инспекторите од мојата институција, да направиме еден скрининг на теренот во делот на откупот на пролетната зелка од реколта 2017 година. Пред во текот на денот инспекторите беа на терен, вршеа увид на самите откупни места да се утврди текот и начинот на откупот на оваа култура. Сега ќе имаме еден краток состанок каде што ќе правиме еден пресек на сите оние активности на откупувачите. Она што првично го увидов од лице место како директор на институцијата заедно со моите инспектори дека наидовме на сериозни остапки од делот од откупувачите во спредување на Законот за земјоделство и рурален развој, каде што има остапки кои што можеби ќе повлечат и консеквенца на одземање на лиценци на некои од откупувачите. Јас тоа морам да го спроведам, бидејќи е во интерес на земјоделците и на заштита на нивниот труд кој што го имаат вложено за производство на оваа реколта. Според Трипуновски, утврдени неправилности имало кај повеќе од 7 откупни компании, но само кај неколку големи отстапки на кои им се изаканува одземање за дозволата на работа. Знаете дека цената на почетокот беше од 35 до 40 денari, меѓутоа имаше некој посериозен пат изминатиот период. Ние постојано бевме на терен, не можеме да се мешаме во пазарната економија на утврдување на цената, меѓутоа во делот на неделните откупни цени, во делот на сите оние законски прописи кои што треба да ги исполнуваат откупувачите, ќе бидам немилосрден и ќе го спроведам законот доследно како што е потребно. Значи во наредниот период ќе следиме
континуирано ова состојба како и до сега и секаде кај што ќе има прекршување на законот без пардон ќе го спроведуваме доследно до последната запирка. До сега од досегашните контроли изминативе 15 на дена кај повеќе од 7 откупувачи се утврдени неправилности. Кажав, кај неколку од нив има и сериозни отстапи каде што можеби ќе идеме со препорака до ресорното министерство за одземање на лиценцата, бидејќи навистина е неблагодарно да се злоупотребува трудот на македонскиот земјоделец. Инаку до сега, согласно моите информации како институција, направен е извоз на повеќе од 700 пратки надвор од Република Македонија, пратки на зелка, со количина од околу 12.000 тони килограм, тоест тони зелка. Од Државниот инспекторат за земјоделство велат дека ќе останат на терен и во наредниот период за да не се искористува и злоупотребува трудот на земјоделците. Советот за превенција од природни непогоди и катастрофи на општина Василево денеска одржа редовен состанок за превенција од пожари пред почетокот на летната сезона. Од општината вела дека заедничката акција на сите релевантни институции овозможува минимизирање на штетите од катастрофи. Општина Василево дава огромна подршка на ваквите видови на облици на решавање на сите проблеми со цел помагање на сите граѓани на општина Василево. Тоа е еден начин на здружување на сите релевантни институции, почнувајќи од општината, МВР, Дирекцијата за заштита спасување, Центар за управување со кризи, противпожарното, Министерството за земјоделие, сите заеднички да ги решаваат проблемите со кои се соочуваат граѓаните на општина Василево конкретно. Надоаѓа летен период, знаеме период во кој се можни многу пожари, меѓутоа ние треба да бидеме спремни. Институциите со кои соработуваме и ние како општина, тоа го правиме години наназад и сме една од општините кои го има вакви формирано Советот за превенција и начинот на решавањето на ваквиот вид проблеми и материјални штети кои настануваат при ваквите видови на штети. Јас се надевам ваквата соработка со институциите ќе продолжи и во наредниот период, се со цел штетите кои треба да следуваат да бидат сведени на минимум, а со тоа и подобрување на квалитетот на живење на граѓаните на општина Василево. Општина Василево е една од општините која на својата територија располага и со ридско-планински предели и доста пасишта и со сушење на самите растенија во летниот период можеме да очекуваме вакви видови на пожари, дали намерни или ненамерни, меѓутоа ние треба да бидеме институциите кои сме спремни, треба да бидеме подготвени за да им помагаме и штетите да бидат сведени на минимум. Ние како општина сме максимално спремни и денешниот состанок го правиме заради тоа, за да имаме и безпрекорна соработка во наредниот период, за да може да превенираме, односно да спречиме штети, подобро да ги спречиме, отколку потоа да ги имаме штетите кои би настанале од ваквиот вид на пожари во несреќи во општина Василево. А обилните врнежи кои се очекува денес да ја зафатат цела територија на Република Македонија лошо ќе се одразат на раните земјоделски култури. Од регионалниот центар за управување со кризи излегоа со агрометеоролошко предупредување. Промената на времето и студениот воздушен бран кој се очекува да ја зафати нашата територија од североисток во текот на утрешниот ден четврток ќе допринесе за драстичен пад на температурите на воздухот, особено утринските во деновите од петок до понеделник, кога на одделни места се очекуваат да бидат и негативни, особено во североисточните, источните и северозападните делови од републиката, каде истите може да се спуштат и до -4 степени Целзиусови. Вакви температури во овој период од развојот на земјоделските култури можат да имаат катастрофални последици врз културите и врз приносите, заради што препорачуваме да се направат и преземат сите мерки за заштита на културите, заради нивната многу голема осетливост на негативни температури, каде и -0,5 степени Целзиусови може да предизвикаат штети кај овошките кои веќе имаат формирано плод, или кај овошките и виновата лоза, кои во овој момент се во ниски фази на развој, како што се почеток на вегетација и појава на првите листови и цветови.
Мерките за заштита се веќе познатите. Третирање со препарати против мрзнење, кои може да се користат и во денови кога има само неколку часа сончеви периоди, а имаат продолжено дејство, или со класичните методи на зачадување со палење на растителни отпадоци или оросување со вештачки дожд доколку има инсталиран систем за наводнување. А тоа е периодот додека температурите се негативни или тоа се околу 2 часа пред изгревањето на сонцето и 2 часа после тоа, односно додека не се постигнат позитивни температури, се вели во писменото соопштение од регионалниот центар за управување со кризи. Дојран, иако е мал туристички град, има капацитет да развие туризам на основа на своите историски остатоци и археолошки наоди, но тие треба пред се да се научно поддржани, сметаат археолозите. Дојран има богата историја како место со археолошки наоди од повеќе историски периоди, кои досега не се доволно презентирани за да привлечат и странски туристи. Во делот на историјата меѓу посетителите од европските држави и од подалечните земји, ова туристичко место е познато по тоа што во периодот од Првата светска војна било дел од така наречениот Солунски фронт и тука се воделе битки во кои гинеле и странски војници. Сепак археолозите посочуваат дека за правилна туристичка презентација на историските остатоци, тие мора да бидат представени издржано, односно со претходни научни истражувања и научни трудови и публикации. Туристичката валоризација секако дека е врв на сеона кој што претходно ќе се сработи, меѓутоа за да се постигне такво нешто, пред се прво мора да има теренски истражувања, научни, кабинетски истражувања, научни трудови, конференции, семинари, монографии и така натаму, потоа научно-популарни публикации за да може туристичкиот сектор кој е приватна бизнис гранка, сето тоа, нели, да го склопи во една приказка. Ние дури не мораме да измислуваме бидејќи сето тоа го имаме на терен, но претходно мора да биде напишано за да може да биде употребливо. Војните остатоци од Првата светска војна и досега честопати привлекуваа англиски, бугарски, холандски и други туристи. Инаку познато е барем во оние општини каде што има остатоци од Првата светска војна, нели по должината на Македонскиот фронт, дека има голем број на туристи, овдека се бореле на луѓе од многу народи, од многу националности. Мислам дека дури во еден момент има една бројка историска дека во Солун за да дојдат на Македонскиот фронт се истовариле во исто време некаде околу 200.000 војници. Зборуваме за импозантни бројки кои што се многу интересни поради историска, археолошка, антрополошка, етнолошка перспектива и така натаму. Јас навистина им посакувам на сите општини кои што ги имаат овие ресурси од Првата светска војна да успеат некако да ги изменаџираат за да можат подоцна да ги валоризираат за доброто на сите, за државата, локалната самоуправа, луѓето и сето. Дел од историските остатоци од Првата светска војна во Дојран се бункери, скривници и набљудувачници, како и гробови на непознати борци, а местото изобилува и со археолошки наоди од античкото време, поради што надлежниот музеј и Завод за заштита на спомениците од Струмица отпочна процедура за изградба на музеј на вода, односно изградба на првата наколна населба во Дојран. Општина Конче ќе го развива туристичкиот потенцијал преку користењето на природното и културното наследство во соработка со општината Кюстендил од Бугарија. Овој проект ќе се реализира како дел од ИПА програмата за прекугранична соработка и за него се обезбедени средства во висина од околу 412.000 евра. Општина Конче презентираше проект за развој на туризмот во оваа општина за кој издвоени се средства во висина од 412.105 евра. Проектот е дел од ИПА програмата за прекугранична соработка со Република Бугарија и како што истакна градоначалникот Блажо Јованов, целта е да се развие туристичкиот потенцијал. Тоа е, значи, подобрување на туристичкиот потенцијал во општина Конче. Тоа е местото покрај Влашките колиби, кои што сега во моментот има изградено 3, но во иднина ќе бидат изградени уште 3 и целиот тој простор ќе биде уреден, така што ќе може да го развиваме туризмот во нашата општина. Носител на проектот е општина Кюстендил, а на презентацијата присуствуваше и заменик градоначалничката на оваа општина Росица Плачкова, која истакна дека се задоволни од соработката со општина Конче како нивен партнер и дека се надева на реализирање на добар проект. И ще направиме един добар проект. Ќе направиме еден добар проект кој ќе продолжи во истиот дух.
Ќе направиме еден добар проект кој не само што ќе го направиме, туку и потоа ќе го поддржиме, бидејќи знаеме дека тоа е исто така важно при реализирањето на проектот. Сметам дека со тоа што ќе го направиме ќе придонесеме за подобрување на туристичкиот потенцијал на двете општини. Според Александар Гуштеровски, проект менаџер, предвидено е проектот да трае 18 месеци, а договорот е потпишан во октомври минатата година. Тој истакна дека целта на проектот е да го развие туризмот со помош на искористувањето на природното и културното наследство. Главната цел на проектот е подобрување на достапноста до природното и културното наследство на територијата на двете општини. Бидејќи од претходните истражувања пред да се направи апликацијата е констатирано дека во општина Конча не се направени истражувања детални во однос на природното и културното, мислам не се ставени во облик на истражување и научен труд кој што ќе ги дефинира потенцијалите кои што може да се искористат за оддржливо развивање на туризмот. Општина Конче ќе оствари соработка со општина Кюстендел, бидејќи оваа општина има огромно искуство во европските проекти кои се поврзани со развојот на туризмот. Лошите временски услови не беа пречка за голем број на посетители да се соберат пред платото на Домот на културата во Миравци и да уживаат во најстарата автентична фолклорна манифестација во Република Македонија – Ѓурамара. Најстарата автентична фолклорна манифестација во Република Македонија, Ѓурамара, се одржа синоќа во Миравци на третиот ден од големиот христијански празник Великден. Лошите временски услови не беа пречка за голем број на посетители да се соберат пред платото на Домот на културата и да ја проследат тажната приказна за грабнувањето на убавата девојка Мара од страна на турските војници и нејзиното ослободување од братот Ѓуро, вплеткана во ора кое го играат само девојки и жени. Ѓурамара на некој начин е огледало на Миравци, огледало на тоа што се случувало низ минатото, што на вистина правеле нашите предци, нашите баби, дедовци, нивните родители. Ѓурамара на некој начин треба да представува и оној компас, да представува на некој начин она што треба ние да го споредиме со она што е денес. Да видиме што се случувало во минатото, а што се случува денес. Ако направиме една компарација, можеме да заклучиме дека овие периоди не се баш така различни. Бидејќи во тоа време нашите предци преку ората, бидејќи ората на некој начин не представувало само исполнување на забава, на веселба, исполнување на традицијата, на некој начин представувало и активизам за зачувување на македонското прашање. Односно, на некој начин орото било штит за да се одбрани она што се нарекува традиција, она што се нарекува етнос и да се случи она што денеска ние го имаме, а тоа е држава и нација. Пред гостите прво беше прочитана легендата за Ѓурамара, пошто настапија домаќините, младите и постарите членови на културно-уметничкото друштво Танец. По нив своите фолклорни способности ги покажаа и гостите, културно-уметничкото друштво Пријатели од Јавланица, кои беа предводени од градоначалникот Салем Дедик, културно-уметничкото друштво Браќа Минкови и културно-уметничкото друштво Кирил и Методи од населеното место Куклиш Струмичко. На крајот од официјалната програма беше изведено традиционалното оро, посветено на грабнатата девојка од овој крај, пошто забавата, исполнета со песни и ора, продолжи до доцнам во ноќта. Со оваа манифестација на Зајдисонце се потсети народот за нивното минато и за потомците и се продолжи аманетот на нашите предци кои тие го оставиле на денешната генерација како една убава традиција. Организатор на оваа традиционална манифестација е културно-уметничкото друштво Танец, а покровители беа Министерството за култура на Република Македонија и градоначалникот на општина Гевгелија Иван Франгов. Следуваат вестите од светот и регионот. Да ги проследиме.
Товарниот брод Хероите на Арсенал претрпе бродолом во Црното море. 7 луѓе исчезна. На бродот се наоѓале 12 лица, 2 руски државјани, 9 украински и 1 државјанин на Грузија. Товарниот брод пренесол пченица и се движел од Ростовската област кон Турција. Помошникот на началникот на главната управа на Министерството за вонредни состојби за Крим, Владимир Иванов, изјави дека во рејонот се испратени неколку бродови за спасување и авијација, при што еден морнар е веќе спасен. Франција се наоѓа пред најнеизвестните избори во поновата историја на земјата. Гласачите само на неколку дена пред првиот круг на 23 април велат дека не се сигурни за кој претседателски кандидат ќе гласаат. Француската претседателска трка изгледа мощна и непредвидлива, откако 2 испитувања на јавното мислење покажале дека 4 главни кандидати имаат исти шанси да се пласираат во вториот круг на изборите, што ќе се одржи на 7 мај. Во многу делови на Хрватска и Босна и Херцеговина падна снег, а според најавите на метеоролозите снег се очекува денеска и во Србија. Хрватските медиуми јавија дека вчера во делови на земјата паднал снег, како и дека температурата се спуштила до 1 степен. Снегот во текот на вечерта почна да паѓа и на повеќе планини во Босна и Херцеговина, како и во Сараево. Во поголемиот дел од Србија од ноќеска започна да врне дожд, а претходно е најавено дека на повисоките делови во земјата ќе паѓа снег. Во последните 30 дена сеизмолозите на Апенините регистрирале над 4300 земјотреси со различен интензитет, соопшти Алесандро Амато од Италијанскиот национален институт за геофизика и вулканологија, а цитирано од агенциите. Просечно дневно земјата се тресила 143 пати, покажуваат грубите пресметки. 2 од потресите биле со сила над 4 степени според Рихтеровата скала, а 30 се земјотресите над 3 степени по Рихтер. Анализите покажуваат дека серијата потреси се продолжение на активноста во регионот, при што во 2016 година загинаа речиси 300 луѓе, а над 20.000 им се наложи да ги напуштат своите домови. На почетокот на оваа година централните делови на Италија се потсетија на хорор сцените откако земјата се потресе со сила од 5,4 степени според Рихтеровата скала. Земјотресот не зеде жртви, но ги принуди властите да го испразнат метрото и неколку училишта во главниот град Рим. Се гледаме повторно во 20 часот. До тогаш пријатно.